Почитувани гледачи, добро вечер. Добро не дојдовте во емисијата Здравје од природата. И вечерва ќе ви понудиме совети како на природен начин за темата која зборуваме да се ослободите од кашлицата. Еден од најиритирачките симптоми кои се појавуваат за време на грипот и на настинките е кашлањето. Поради фактот што кашлицата знае да биде многу здодевна појава, која честопати го нарушува и сонот. Многу луѓе покрај вообичаените таблети за смукање и сирупи се повикуваат и на природните лекови од народната медицина со цел што побрзо да се ослободат од непријатното кашлање. На темата досадна кашлица и тоа летна зборуваме вечерва во емисијата Здравје од природата со магистер Киро Бојаджиски. Добро вечер, добро не дојдовте во студиото на Канал 8. Добро вечер и добро ви најдов. Да прашам како поминавте на одморот? Така, убаво поминавме на одморот, значи одморивме и еве сега со нови сили и со нова енергија повторно на работа. И со нова боја која е убаво исто е. Така, благодарам. Зборуваме вечерва за летната кашлица. Кажавме дека е многу досадна, па затоа еве ќе се обидеме да објасниме како на природен начин да се ослободиме од оваа кашлица, која знае често и да не остави без сон. Станува збори за хронична кашлица, затоа што рековме досадна, тоа е не еднаш и два пати човек да кашла во текот на денот, туку хронична кашлица која трае повеќе денови, па и недели. Можда е малку чудно кога зборуваме за летна кашлица. Обично луѓето мислат дека кога е есен, пролет или во зима најчесто дека може да се кашля и тога е сезоната на кашлицата. Тоа не е спорно. Зимно време, пролет, есен, почесто се кашля. Но малку изгледа чудно и на луѓето, помало и несватливо, како тоа насред лето некој почне да кашля, а кашля. И тоа продолжено кашля. И тоа кашля силно да го чујат, се вика не дома комшилако да го чујат. А што има нешто, думаме сега за ова летна кашлица, има кашлица некој во летото, значи дека нешто лошо се дешава во неговиот организам, особено во системот за дишење, кој што е нападнат, веќе нападнат од гливици, од бактерии, од вируси или се тоа заедно на едно место, и човекот е вознемирен, лошо спие, не може да се концентрира, се буде со кашлица, станува со кашлица, има големи напори при кашлањето, очите му се малку, така да кажам, избулени, нема апетит, добива температура, лошо, овака да кажам, укупно неговото стање е многу лошо и у некој постојан стрес. Најчесто луѓето што кашлат продолжено време, летно време, се прашат што се дешава, како тоа денес сега. Насред лето имам кашлица, кашла и што е многу лошо, таа кашлица летна завршува најчесто со појава на шлям или балгами, како ние викаме, и со многу гласно кашлање. Невообичаено гласно се кашля, со рекање. Тие луѓе имат многу лош сон и поради тоа што имат балгами во грлото, во дишните органи, многу често се закашлат, па се мало и зајдуват, да кажеме, па има некој рев при тоа кашлање, што многу личи на магарешката кашлица, која што е, не дај Боже, многу и опасна по здравјето, особено кај децата. Сега да кажам причини зашто така одеднаш на сред лето од здрав прав почна да кашля. Причини има повеќе. Може да биде од прохлада, на сред лето од бањање у ладна вода, у бањање у ладна када и така натаму. Газирани ладни сокови. Да, од пиење на ладни сокови, прегреан организмот, работи у полето, прска, косе, жнеја и друго и дојде цугне ладна кисела вода, особено газирана. И веднага доаѓа до иритација на органите и за варање, но и за дишење. Тоа нагло променување на температурата, тоа е термички удар, кој организмот не може да го поднесе туку така, и затоа се препоручува, ако треба да пиеме ладна вода и друго, треба да пиеме полека и да ја задржаме во устата, малку да се подзагрее, а не онака со температура која излева од фрижидерот со 3,5 до 4 најчесто степени. Температура е многу ладна за човечки организам кој има 36-37
може да замислите тај удар на таа ниска температура што може да направи. Буквално у науката стои доваѓа како да е миниран органот за дишење и органот за варење кај човекот. Што е, ете така се тоа манифестира. Натаму, една од причините за кашлањето летно време е затрувување. Ние него не осеќаме тоа. Многу пати затрувувањето може да настане од разни причини. Од гасови, од автомобилите, од чад, од пожарите што ги речиси секоја година има кај нас. Натаму може од хемиски средства. Ние не водиме многу рачун, полето кај нас се прска со пестициди, се уште се прска или завршува веќе прскањето, а не е многу успешно прскањето ова година, па прскат луѓето. Многу лесно луѓето што прскат се затрувуваат, кажавме прошлиот пат дека он оде у прсканото, прска пред него и доваѓа му пестицидов у плочите. Тоа е една од причините. Исто така, можда е една од причините прележан бронхитис или запалење на плучата од порано и сега тај организам е многу осетлив. Тоа лице е подложно на мали промени или на мали зарази да дојде до појава на кашлица која што многу го узнемирува, многу го истоштува и да кажам не бира граници. Тоа може да биде од мали деца па до најстари луѓе. Што е многу лошо. Луѓето кои имат таква кашлица, они се под постојан стрес и сите ги избегават таквите луѓе. Мислат дека овој кашличав и мене ќе ме заразе. И не може да се дружат, никој ги не ги во друштво. Не дај Боже така да е на свадба, на некој прием, на роѓенден, на именден или да е некаде на некоја свечено вака прослава државна. Нешто и јас се најдам таму средината некаде и почнам да кашлам и никој ништо не може да чуе од мене и тие луѓе добиват напади од кашлиците. Така, непријатно е во секој случај, да. Тоа е многу непријатно и што е многу лошо, повозрастните луѓе, децата тоа нема и младите да го речат, али повозрастни може да го посочат да речат, ова е станалтоверант. Ова е туберкулоза, ни доволно еден да рече некаде у малото и се живо бега од него. А знаете дека туберкулозата се шире со дишење, со плюнката негова, со искашлувањето, дека оде плюва и остава милиарди бактерии по себе. И повеќе причина за тоа да се прашат луѓето што со летната кашлица, што е многу важно да нагласам дека она не трае кратко време, да кашла 2-3 дена. Да, кажавме дека може да биде хронична, да. Може да биде хронична и да кашле со месеци. И не му помагат тука многу антибиотиците за тоа, да бидеме начисто. Он може да иде да приме 5, 10, 20 инекции, да приме, нема да му помогне. Он е едноставно нападнал, што се вика, во органите за дишење од сите страни. И од озгоре, и од оздоле, и од лево, и од десно. Нападнање и мора да воде сметка дека он е озбилно болен. И он да воде сметка, но и фамилијата, дека човекот кој кашли во една фамилија, он е озбилно болен. И на него озбилно треба да му се помага. Што е можно поскоро, поарно, ќе биде, отколку да биде препуштен на тоа, денеска ќе кашля, ама утре ќе му помине. Особено опасно за децата, за младите, кои што, трча детето, ништо не му е, подкашлува, ама ништо не му е. Децата кои кашлат или подкашлуват повеќе, они се многу повеќе изложени на ризик, отколку повозрастните. Причината е јасна. Мала телесна тежина, помал имунитет природен, послаб организам, и ако тоа собереме се на едно место, кашлицата е таа која може и да го... Значи не ги поштедува и децата, се појавува исто и може да го совлада и да го доведе, што се вика, постаро у мали души и да го доведе у критична состојба детето од постојаното кашлање, затоа што кашлицата пореметува доводо на кислород у крвта. Нема доволно кислород у крвта и се манифестира со намалување на транспортирањето на чиста крв у мозокот, у срцето, у белиот дроб, у црниот дроб, у сите жлезди и на тој начин, поречи у сите клетки, на тој начин го доведува до едно исцрпување целиот организам. Луѓето прво посегнуваат по апчиња, по антибиотици, по таблети за смирување на кашлицата, исто така и по сиропи, и од кога ќе видат дека нема фајде, повторно, упорно кашлицата постои кај нив
и упорно кашлаат, тие веќе сакаат со природни лекови да се излекуваат, односно со природни чаеви, па тука сме и да кажеме кои се тие природни билки кои може да ја излекуваат кашлицата, ама да биде трајно излекувањето. Не само како да помине, па повторно за една недела да се појави. Да додадам дека на сето тоа што го рековте вие, тоа е добро. Ако оде да бара таблети, антибиотици и така натаму. Ама злото е у тоа што многу од бабите, особено и мајките, ќе го одведе детето да му бајат. Или ќе го одведат на црква, ќе го одведат до манастир да остават некој дар, како да е тоа, како нашиот викат, народ вика на фрлиште, нешто некој му направил на детето или на стариот, или стар некој кој се мотал тамо у некое место урокливо, па и нагазнал нешто, и на газиште се вика нешто, и некои виши сили кои што се повеќе поврзани со, да кажем, со верските верувања. Но тоа нема врска со кашлицата, нема врска, ама дебидус ништо со тоа, и да му бајат 100 баби и он паче кашля. И да го одведат ама у најубавите манастири и да го водат цел ден и цела ноќ да седе тамо, оно пак ќе се врне кашля. Нема фајда за тоа што не е он нападнан од некои вонземалски сили или од ѓаволо, како тука викаме, он е нападнат од гливици и бактерии, разни, и од вируси, што е многу лошо, при тоа, ако се работе за возрастен, па и деца и млади кои пушат, кои пијат, или и пушат и пијат, ја влошат ситуацијата до крајни мери, а ја да нагласам, оние кои пушат, и ако зимат од овие лековите билки, сега што ќе спомнеме, па и други за други работи, никотинот ги уништува другите алкалоиди, за тоа што он е многу агресивен, неговиот никотинот као алкалоид е многу агресивен и парализира другите алкалоиди. Едноставно ги разлага, распаѓа и не може човек да се лекува толку ефикасно со лековите билки, ако он унаса и никотин, ако пуши. Затоа е така препорука да го редуцираат, да го намалат пушењето, да се откажат или у моментите додека он кашля и има, да кажеме, напори за кашлање, пушењето треба да го забрават. Алкохол исто така. Да не испадне малку смешно, како докторот му рекал, ти немој веќе да гледаш у чашките на некој пијаница што дошел да кашля таму. Арно после некој ден гледа го, пие од шишето. Абе, вика, нели докторот и забрани? Абе, он рече да не гледам у чашката, ама не рече да не пијам од шишето. Од шишето, да. Од шишето може. Добре. Можете да замислите докаде се оде, да кажеме, у тоа невнимание према себе, немање почит на некој начин према својот живот и према своето здравје. Па од тие причини, ете, еден апел, да не се пуши, да не се пие или едно и друго да не се прави, се не у фазата додека се лекува со лековите билки. Него ако може тоа постојано да го направи, бил и он посреќен. Вие направивте добро дело со оваа книга Лековите билки, болести, рецепти. Секогаш во емисијата доделуваме по една, има голема заинтересираност за книгите, еве како на природен начин да се излекувате. Тука имаме многу болести и се разбира рецепти за тоа како да се излекуваат. Вклучувајќи ги и кашлиците, бронхитисот. Така, има и за кашлицата за нашата вечерашна тема. Поштовани гледачи, ќе можете во наредниве 5 минути да се јавите на телефонскиот број 078 313 654. Ако не го запишавте, ќе биде испишан на вашите екрани и за првиот ќе следува оваа книга, значи ќе си ја добие наградата. И тука ќе може да се види за кашлицата, па и за сите други болести, како на природен начин, каде може да се најдат билките, како треба да се приготви чајот, а ние ќе зборуваме за кашлицата. Поверете да објасниме сега на кој начин може да се сузбие таа досадна кашлица, која повеќе месеци трае. За среќа ние имаме многу лековити растенија кои можат многу брзо да помогнат, да кажам за максимум 2 недели да кашлицата престане и тоа трајно. Не привремено, па после некој ден па да кашля. Трајно да престане да кашля и да се трајно излекува. Да не помине таа кашлица уколку не се сузбива у бронхитис, а потоа запалење на плучата. Или, не дај Боже, у плеуритис, пунење на плучата со вода. И у крајна линија да не се појаве туберкулоза или, не дај Боже, још нешто полошо.
Па од тие причини сакам да кажам дека растенијата што ќе ги наброиме се неверојатно погодни за сузбивање на кашлицата, многу силни, многу ефикасни и ќе треба да се придржават за тоа што ќе го кажеме како да ги употребуваат, колку време да ги употребуваат и кои дози, за да можат да се, просто речено, куртулисат од тоа зло кое не може да се крие. Едно од трите зла кои човек не може да ги скрие никако. И кашлицата. И кашлицата, сиромаштијата, ама и љубовта. Така. Добро. Сега по различни категории на луѓе ќе даваме совети за тоа како да се сузбие кашлицата. Ќе почнеме со кои со децата? Па да почнеме, ајде со најмладата категорија за децата. За нив јас препоручувам многу по, да кажам, растенија кои што дават многу брзо ефект, а кои се не многу агресивни, но многу ефикасни. И еве еден од рецептите за помали за деца е овој. Божи дух 60 грама или ментол, како го викаме ние, осоговието и ниското, кантарион 50 грама, ајдучка треба 30 грама и плодови од шипки, веќе има плодови од шипки 30 грама. Комбинацијата од овие 4 чаја плюс шипките е неверојатно ефикасен и кашлицата се сузбива за 7-8 дена. Овие чаеви не треба да се варат. Треба да се попаре, да одстои 1 час, да се прецеде и ако нема проблеми со шеќерот, со детето, и децата мали имат шеќерна болест веќе за несреќа, треба да се додадат 3 лажици мед, природен мед, и да се пие полека. Кога викам полека, да се задржава во устата подолго време млакиот чај, за тоа што најчесто со заболување на грлото и кашлицата страдат и крајниците. Па кога зборуваме за кашлица, зборуваме и за напад на грлото со сите органи што таму ги има, како што е јазикот, забите, жлавините, вклучувајќи ги крајниците кои му отечат на човек и има кашлици, има лоша појава на дишење из носо, рка, ноќе кога спие и така натаму. Тоа е со децата редовна појава. За несреќа децата кои имат такви тегоби со кашлицата, они кога заспијат, спијат со отворени очи. Тоа е добар сигнал на родителите и другите членови на фамилијата, ако видат дека детето спие, ама и очите не само до крај затворени, има тегоби со кашлицата и со дишните органи и се што му е во грлото. Значи, треба ефикасно да се воде борба, да се детето ослободе од кашлицата. Да кажам за онаа категорија работоспособни, би било добро да се користи овој чај. Босилок 30 грама, слезен, бел или плав, седно, плава и уште цавта, белиот сега ќе процавтува и го има покрај реките, он расне по 2 метра високо, не личи на овој слезен плавиот, он личи као на дрвци и нашиот народ го вика ружа, што нема врска со ружата, ама така се вика. Слезен 40 грама, лопен, тука во осоговието го викат лисичја опашка, лопено, овча опашка, има жут цвет, многу ефикасен и се произведува од него најдобриот сироп за деца, за кашлица. Пертусан. Натаму тегавецот е одличен лек, 50 грама тегавец со се корен да се испере и суше и додава, ќе кажеме колку треба, 50 грама и шипки 30 грама. Шипките се незаменливи заради содржината на С-витаминот. Така. У наши услови на ова географска ширина шипките се без конкуренција со највеќе С-витамин. Нема потреба од купување таблети или апчиња и така натаму. Тоа е доволно да ставе 5-6 шипки скацани во чај. Овој чај треба да се варе 3 до 5 минути поклопено. Затоа што многу брзо може да се деси да испарат лековитите алкалоиди особено од Божиот дух, која смирува кашлицата и нема така напори од него. Босилокот тоа исто така го праве, а слезенот и лопенот и тегавецот допринасат многу брзо да се испарлат балгавите, да кажеме по наше, да може да се искашля, инаку ако не се искашли, не ги испарлат тие, он може да се десе ноќе да се зацицне, како викаме, и да дојде до непријатно гушење, особено кај децата. Натаму за она група најнедисциплинирани,
За постарите луѓе, ја предлагам еден многу агресивен чај, ама многу јак. И ќе треба малку да прошетат да идат да си соберат, оти нема го тоа тука така ниското, има го повеќе по прибрските и брските терени. За нив е најдобро овак капини вршки, може и малини вршки, 60 грама. Тие вршки да не се повеќе од 15-20 сантими, тоа се најлековитите делови, долните лисија не се лековити. Здравец, него го има 3 вида, било кој да го најдат, 40 грама, лисија од здравецо, ако има и цветот. Слезен, најдобро е бел, ако можат да најдат 50 грама, матичина 40 грама, белбор лист 40 грама и шипки исто така плод 40 грама. Значи тука има 6 растенија кои им кажував на некои од постарите ово да земат и претерал си, па ти нас постојано ни нешто повеќе на учаевите на дробеш тука. Ако вика спрема годините, не дај Боже, ако земеме по годините, тука сум и ја ќе треба и още 2-3 да додадеме, па да не биде таман. Се. Малку викам, може да се насмееме, ама тоа да го зимат. И да кажем одма, вршките од капините се неверојатно добар лек или од малините за уништување на гливиците и бактериите во устата и во дишните органи. Здравецо е прочуен као многу лековит заради содржината на природни антибиотици, има 4 у него, фитонциди или антибиотици. Слезенот, кажавме, допринаса и он има антибиотици, но допринаса поскоро да се искашла. Многу побрзо. Како тегавецот, да. Да, и тегавецот. Матичината ги смирува плучата, да нема напори, да нема болки у плучата и во грлото. Белиот бор е одличен дезинфекционс, но он допринаса. Обично тие кашличавите поред балгамите ги нагонува многу почесто да мочат луѓето. Да моча и ефикасно да искарува што има, да има ѓубре во бубрезите и преку бешиката да тоа го изфрлат, затоа што луѓето што кашлат многу често се и потат, особено ноќ. Кој ќе стане са бајле, жива вода е од пот. А ово допринаса белиот бор да се изфрла таа нечистоќа и содржината на оние нездрави елементи у крвта, најчесто со преку мочењето. Значи секоја билка си има своја функција. Има, така е. Зошто е ставена во чај? И шипките као С витамин допринасат за здравување на организмот, заедно со другите витамини, особено од групата Б, заедно со С витаминот доведува до повраќање, многу брзо повраќање на природниот имунитет кај човекот. Штом се повраќа природниот имунитет, човекот сам ствара хемоглобин, крвта му е поздрава, појака, транспортира повеќе кислород низ него, особено низ мозокот, и у белиот дроб, и у црниот дроб, така да доваѓа до еден општ напад со тие витамини што ги имаме и алкалоидите против гливиците и болестите било каде се у човечкиот организам. Од тие причини еве оваков чај за возрастните е неверојатно добар и треба да го практикуваат, да го зимат исто така како што и до сега сме рекли, 4 дена да зима по 4 пати на еден ден 300 грама вода со 2 големи лажици од било кој чајви за било кој категории луѓе. 300 грама е доза за цел ден. За цел ден и да го зимат на 4 пати по 70-80 грама, колку немат шеќер со 3 големи лажици мед, природен мед, колку не тога може да го засладуваат со било кој вештачки засладувач, како што е натрен, захарини, така натаму, но треба да се настојува да се помалку употребуваат вештачки засладувачи, затоа што баш и не се многу здрави да се зима, но тоа е изнудено решение да му биде благо, да не биде горко. У овие растенија што ги тука напоменав, у сите 3 чаја нема горки растенија. Така да оние кои се, онака да кажеме, кои повеќе веруваат у растенијата, може да ги пијате и без никакво засладување да. И нема да имат никакви проблеми да го нагонува на повраќање или да, не дај Боже, да одима алергија и така натаму. Јас сум ги избирал овие растенија, пробајќи ги и на мене и на други луѓе и након 4 дена земање... се ефикасни. Након 4 дена тврдам дека ситуацијата битно се подобрува. Ако он кашла 10 пати, 15 денеска ќе кашла 3 или 4 пати после 4 дена, а после 8 дена нема да кашла. Ако слуша, ако не слуша, тоа е негов проблем веќе натаму. И препоручувам на возрастните да не посегат многу по чашката, да не гледат како оној
По шишето може, по чашката не. По шишето. Може, ама да не гледат многу и да не препунуват таму чашката со ракијичка, мисле дека ќе цугнам една ракија, две пак ќе му престане кашлењето. Напротив, алкохол многу често, ако земен човек нагло да испие една чашка, го нагонува на кашлење и без да има кашлица. А још па ако има кашлица, многу нагло доваѓањето на алкохол кој е шеќер и се трансформира во организмот во шеќер, ствара гасови, го нагонува да кашля повеќе. Наместо да му смире кашлицата, алкохол ќе отера и ќе кашля повеќе, тоа повеќе од сигурно ќе биде така. По тие причини, значи, возрастната категорија, младичите као мене, нека бидат дисциплинирани подалеку од чашката, да не пушат, повеќе да шетат по владни места, не мора да се качуваат на големи висини, затоа што кашлицата се појачува ако се кача над 1000 метра надморска висина. И ако се замора исто така, да. Сигурно, нагоре нема доволно кислород, он мора да води рачун за тоа дека границата на кашличавите е негде 600-700 метара, да кажеме некаде до лешката кривина нагоре не би требало, ако думаме тука, или на кај Пантелеј, или ако оде на кај Берово Делчево, повисоко од Берово, да не се качуват, и тамо е надморската висина 680 метра у Берово. Делчево е нешто по-ниско. И од тие причини да нагласам дека не е никако за подценување летната кашлица. Она може да го доведе човекот до степен на истоштување, да стане работен, неспособен и да му предизвика секундарни заболувања од други болести, као што е бронхитис, астма. Многу е опасно ако продолжено кашле, ќе помине на бронхитис, а од бронхитис до астма е еден прс растојанието. Може многу брзо да добие астма и од неја нема куртул додека е жив. Ќе има астма, уствари кашлица. Ќе има. Треба да споменеме дека постарите лица, особено бабите, за своите внуци, па и за своите деца подготвуваат и оние народни лекови, значи освен со билките, користат и народни лекови како што се кромити мед, само мед или лука. Што ќе кажете за тие и дали препорачувате некои народни лекови, освен билките и чаевите кои ги споменавме? Па не само тие лекови, тоа се познати наши традиционални лекови кои што и тоа и така нашите природно, баби ги практикували и имат одредена ефикасност. Не се без ефикасност, но битно е да ги изберат тие растенија кои можат да помогнат. Така, освен растенијата да направат добри комбинации од тие растенија или ако е едно растение да додадат оно што може да помогне, као овој случај што е медот, и да се манат од оно што ги подкадуваат децата со на жарче, па стават од босилок, ќе стават темјан и така натаму, они тоа го практикуваат и ден денешен и ми кажуваат дека подкадиме го, ама пак кашля. Тоа подкадување е било народен лек, но има подкадување кои предизвикуваат и последици. Кај нас е било уобичаено од оно време да го подкадуваат некој кој не го кашля со длака од волк, длака од мечка, длака од лисица, и кој гарантира што има у таа длака таму, разни заразни бактерии или гливици, ако детето тоа го дише, да. Он ќе го дише тоа и ќе има проблеми. Натаму практикувано е таква летна кашлица да на децата им се става така наречена сериљава вана. Односно волна неперена од овци, не него од некое младо од шилеже најчесто или јагне кое јако има добра вана, ама неперена. Оно што е ланолинот, ланолинот е ставан на градите на децата најчесто, па и на повозрастните, и од озгоре некој волнен половер. И ќе го носе тоа колку години е. Ако е детето 15 години, има 15 години да оде небањано и да носе таа волна, и секој ден мајка му или баба му ќе ја подига нагоре за да не ја фрле. И ако е носе на градите, плучата на тај што кашля се на грб. Наместо да му стават на грба, они му стават на градите, што ако е на грбо, ќе има некое влијание, тај ланолин од овчата мас што доваѓа од овчата пот е лековит, тоа е докажано. Има сапуни ланолин, има у помадите се става ланолин помада и така натаму. Но погрешно е ставањето на градите. Ако треба да му стават така да речеме ланолин, ама нема потреба тоа, ако треба нека му стават поварно на грбо, отколку на градите оти плучата, црниот дроб на човек се на грбо,
не на Некои се мачкаат со свинска маст, некои ставаат така. јајца, други ставаат зелка. Што е со тие народни лекови? У народните лекови спаѓа и пуштањето на чаши на грбо, што е добро, не е лошо тоа, со памуче малку ставање на чаши за да извлечат евентуално температурата. Спаѓа и лекување, особено на децата, со ракија и црн пипер да му се стави на грлото. Не е лошо, тоа е доста ефикасно за тоа што доведува до загревање на грлото. Значи бабите сепак помагале во некои ситуации. Па знаеле и тоа е на база на искуство, на пробање, они се пробале оново време. Но да кажам, еден од најстарите лекови е црното вино. Црното вино треба да се практикува и сега за жабуркање, за тоа што устата е таа прва која што ќе биде заразена, па потоа ќе мине у плочата или ќе помине у органите за варење. На возрастните препоручувам да земат да жабуркат и да пијнат помалку од црното вино, со кое што се што има у грлото и у дишните органи ќе биде нападнано директно од црното вино, а оно е познато као бактерицид и делува антигливично. Винската киселина само што ќе ги допре бактериите или гливиците ги убива. Ги уништува. Они од неа страдат. Така да денеска ако таков има возрасен или средновечен човек се малите деца, треба да жабурка 4-5 пати, 6 пати, особено пред спање да и жабурка, па и да гатне малку вино, не е уопште штетно. Колку лукот може да помогне при кашлицата? Сега тај лук, ове вие провокативно прашате. Да. Го кажавме кромидот на лукот, колку може да помогне тука? Лукот е извонреден лек, он е, да кажеме, многу лековите ги убива бактериите, гливиците, но и вирусите. За разлика од другите, он и кромидо и празот, има и други, но овие три се како од Бога дадени за лекување на не само на кашлица, него и на други, но и за кашлиците. Ако не можат да јадат лук, може да се направи, да кажеме, аргатска салата или жетварка, како ја викаме. Таратор со малку лукче и да биде уготвеното исто така лук. Но ако дамите сметат дека непријатно ќе миришат на лук, нека земат малку керевес или целер, еден лист, два. Или магданос, миродија исто така, нека со жвакат, онака како што жвакаме гуми за жвакање, сакас. Нека пожвака, нека исплюва, нема никаков мирис на лук да има и нема да има непријатности. Друг начин на сузбивање на мирисот на луко е земање на по едно зрнце или две максимум од карамфил, ова што се продава у самопослугите, сега и мелен има и у зрнце може да жвака едно зрнце, нема никогаш да мирише на лук, ама ќе биде излекуван. Плюс тоа карамфило го употребуваат за барите, за дезинфекција на устата. Значи, нема да мирише на лук. Две во едно направил. Да, две во едно. Нема да мирише на лук, ќе му дојде добро со дезинфекција на устата, на грлото, на дишните органи, па и погатнувајќи плювачката, плюнката, ќе има дезинфекција и во стомак, што е многу пожелно. Да кажам, во старите времења кај нас е постоело поткадување со некои растенија кои се били токсични и доведувано до припаѓање, до онесвестување на луѓето, при тоа е изговарани се некои думи, те флегнал ѓавол у него, за тоа припаднал, те флегнала некоја било проколнано, особено кај децата, за тоа му припаѓа. И добро е што мајка му, кога види дека детето припаѓа и друго го изнесе надвор па се освеста. Било е случај на злочини при кој што детето Бог дал, Бог земал. И се е доваѓано до многу непријатни ситуации, кога е доваѓано до ситуација да детето биде задушено можда од незнање на тие бајарици и гледарици или тие, ајде да кажеме, надри доктори кои што можда се сакали да помогнат, ама не се знаеле како, па се доведувале до критична состојба не само детето, него и возрастот. Еден од најупотребуваните при кој има и злочини е листот од едно растение, не ќе да го споменам за да не го злоупотребуваат нашите, при кое земено е кадилницата и се згмечени неколку листови, тие се чували да се исуши.
ќе ставе 3-4 жарчиња и ќе ставе од згмеченото као тутун. Ќе ставе, а без да виде болниот, они чуват и семе од тоа растение, а семето е црно со некои кафеникави или бели главички на него. И кој ќе му стават на тоа, ќе му рече, ајде да дишеш 5-6 пати силно ќе дишнеш, ќе отвориш устата и ќе дишеш, ама затвори ги очите. Ќе затвори очите и ќе запале, оно ќе ставе од тоа, ќе стави од семето. Семето што се дешава на жарта, фане да пука, као и пуканиците. И ќе му рече, отвори ги очите. Ти си нападнан од црвци у мозок, еве црвците испод на укадилницата од твојата глава, од твојот нос, а фактички нема никаква врска со некакви црвци, он не е црвјасал, ама го направа црвјасан, баш заради тоа да му земат парите. Да. Па од тие причини да се... Тие баби кои баеле во минатото така. Да се луѓето пазат од такви... Може би и се уште ги има има. таквите. Јас знам дека има и... А луѓето од мака не знаат што да прават, па одат по тие бајачки, гатачки кои... Тражат спас, тражат чаре, како се вика. Да. Ама при тоа тражање чаре често пати на место добро направи се нешто лошо. Јас скоро шетав у 2-3 села наши, а и тамо... Да, повеќе по селата се... Така е, доваѓат и дома, и вчера имаше такви дојдени. Сега јас им кажувам како треба, они ми кажуваат друго нешто како... Биле ке бабите. Биле кај бабите и спаде дека они повеќе знаат од мене. А ја што да правам, завали, мора да слушам и да амортизирам и тоа и да... Ама им кажам на крај, тоа не е за симање и водите рачун ако сакате вие или у фамилијата да ги излекувате своите блиски, тоа да правите, а тоа да го забравете. И од тие причини, значи, гледањето, баењето, замивањето... Тоа не го оправдува и црквата така да и тие кои се па православните не би требало такво нешто да прават. Сега идете ќе најдете некој поп дека чита тамо на детето. Донели го. Што ќе прави сега? Ќе мора да им да чита и при тоа да измисливат што е добро, што не е добро, а не е добро. Поповите се учени луѓе сега, не се како некогаш. Они се учени, знаат дека тоа не помага, ама ете тоа е, да кажеме, едно изнудено решение во кое се бара чаре како да се излекуваат. Да напоменем, од кашлењето и од заразните, другите заразни последици од кашлењето не се умира. Луѓето не треба да ги фаќа паника дека ако кашля па ќе умре. Нема да умре, меѓутоа треба да ме послушат, да праве чаеви, да пие. Нема доктор кој не препорачува чаеви. Ево нека ми кажат било кој од докторите дека не препорачува чаеви. А сега они учат и лековите билки. Од пред 2 години на нашиот универзитет у Скопје се учат лековите билки. Ако не се били лековити со илјадници години уназад, зашто одеднаш кај нас свана да учат и докторите за лековите билки и да поштуват алтернативната медицина. Да. А у кој вестник да погледнете, прво што ќе отворите да видите произведено од тие билки, од овие билки и така натаму. Самите лекови се направени од билки. И сега се прават и дека има цела светска кампања против вештачките антибиотици, се иде на природните антибиотици под име на фитонциди кои ги има у изобилие за среќа у билките што ги ние имаме у нашиот крај. Мислам дека до некаде објаснивме за летната досадна кашлица, што треба да се привземе, кои билки, кои комбинации на чаеви треба да се искомбинираат за да помине конечно таа досадна кашлица. Сите оние кои имаат проблеми, верувам дека запиша, ако не можат да гледат и репризата. Јас ќе ви се заблагодарам што зедовте учество повторно во емисијата. Секој сте добре дојден во Канал 8 за да ги советуваме нашите гледачи. Благодарам и јас, само да нагласам за бремените мајки, бремените жени. Ги забравивме нив. Да не ги забраваме, они се кои го репродукуваат светот, човечеството. Они мора да бидат многу внимателни, ако се појави кашлица, треба на време да преземат мерки, да се они лекуваат, но да го лекуваат и синчето или ќерето што е во неа. Ако тоа не го направат, може да се деси оно што е за нив најлошо, да дојде до спонтан абортус, што при кашлењето има големи напори. А добро знаеме, особено дамите тоа добро го знаат, колку е понапредната бременост, напорите што ќе ги створи кашлицата, а кашлицата ствара напори, нема доволно кислород, може да дојде до оно што е најнепожелно, до пукање на водењакот или до гушење и загушување на плодот, што е крајно непожелно. За тоа ете мајки кои сте у благословено стање,
кои ќе бидете многу скоро мајки на синче или на ќерка, водите рачун ако имате кашлица, сузбивајте што е можно поскоро, ево на овој начин, со овие природни лекови, со овие чаеви што ги кажавме, и они ќе ви помогнат и на вас и на вашиот еден син или една ќерка. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравје од природата. Зборувавме за летната кашлица со магистер Киро Бојаджиски. Се гледаме следниот понеделник во истиот термин, а до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости. Довидување.